Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добре дојавте во епизода 28. Ни се ближи самиот крај на оваа академија. И како што можете да заприметите, денес ќе зборуваме за мајндсет кој е насочен на конзистентност и финален трейдинг мајндсет. Повеќето луѓе мислат дека трейдингот е створен само за стратегија. Но вистината е дека стратегијата без консистенци е нефункционална. Во бизнис не победува најпаметниот. Не победува тој што има најмногу индикатори. Не победува тој што прави најголем профит во еден ден. Победува тој што има конзистентност. Трейдерот што останува дисциплиниран, ги повторува правилните акции, не брка брзи пари, има контрола над себе и преживува доволно долго за да стане професионалец. Може да го запишеме ова. Трейдер кој успева е оној кој останува дисциплиниран, ги повторува правилните акции, не брка брзи пари, има контрола над себе, и преживува доволно долго за да стане професионалец еден ден. Ова е правилниот мајндсет на конзистентност. Ова е еден трейдер кој сака да успее. Да видиме што ни представува консистенци мајндсет. Тоа значи да имаме размислување за долгорочно. Да не зависиме од емоции. Да имаме стабилни навики. И да го повторуваме процесот секој ден. Зошто овие работи спаѓаат во консистенци мајндсет? Бидејќи конзистентноста како конзистентност не се гради преку ноќ. Затоа мора да размислуваме за long term или долгорочно градење на еден процес кој потоа преминува во нешто профитабилно. Доколку зависиме од емоции, никогаш нема да имаме контрола на нашиот мозок, бидејќи во емоциите кои се уваат не тераат погрешно да гледаме на нашата замисла. Стабилните навики. Станување во 7 часот, туширање со ладна вода, молитва,
седнување пред чарт, анализа и слично. Тие се стабилни навики. И доколку не го повторуваме процесот секој ден, конзистентноста нема да даде резултати. Така да, секогаш треба да ги замениме емоцијата со конзистентност. Профитите со процес, а мотивацијата со дисциплина. Голема грешка на повеќето трейдери е тоа што сакаат брз funded акаунт. Сакаат Lamborghini mindset. Сакаат некаков профит од $1000 ден во денот. И сакаат да флипуваат акаунти. Но професионалците, како професионалци, размислуваат во месеци и години, бидејќи самото размислување не поврзува со размислувањето за долгорочно. Градат секојдневни навики. Имаат контрола над себе. И секогаш се фокусираат на преживување. Преживување во овој бизнис не значи како да сте фрлени во дивина и да мора да преживеете, да најдете некоја храна или не знам што слично на тоа. Преживувањето во овој бизнис значи да се држите до вашиот план. Да кога ќе добиете стоп лос, да не влегувате во ревенџ трейдинг. И првично пред се, вие како трейдери треба да го заштитите капиталот, а потоа да барате профит и заработка. Трейдингот не е спринт. Трейдингот е маратон. Твојата цел не е да направиш брзо пари. Твојата цел е да останеш во игра. Ако преживееш, ќе стекнеш искуство. Ќе развиеш интуиција, ќе добиеш самодоверба и ќе станеш непрепознатлив трейдер. Но ако си во групата на ритейл и правиш ревенџ трейдови, ризикуваш повеќе од тоа што треба, правиш овертрейдинг, те контролираат твоите емоции, тогаш акаунтот ќе ти исчезне пред очи и пред да стигнеш на нивото што ти треба. Затоа, за овој бизнис потребна е конзистентност. Односно, јас тоа го нарекувам на друг начин. Подобро еден квалитетен трейд, него ли 10 квантитетни. Секогаш квалитетот се става на прво место. Секогаш мора да гаѓаме снайпер ентри. Бидејќи војната не завршува. Може да имаме изгубена битка,
Но нашите куршуми кои ни се определени за да бидеме во игра, треба да ги користиме паметно. Бидејќи доколку ги испукаме сите куршуми на фронтот, тогаш немаме за самото пробивање. Мислам на акаунтот и големината. Секој свој акаунт има еквити, дозволен. Доколку не го почитуваш еквитито, ќе го изгубиш акаунтот. Истото како во војна. Бидете снайперисти, немој да бидете некои трчачи кои ќе се најдуваат во војна во секој момент. Оставете. Нека одлучат каде ќе одат, а вие само приклучете се на нивната страна. Да направиме една споредба на конзистентен трейдер и емоционален трейдер. Конзистентниот трейдер има правила. Има рутина. Има јасен ризик менаџмент. Не форсира трейдови. Прифаќа загуба. Размислува статистички. И никогаш не паничи. Емоционален трейдер брка сетап. Се плаши од загуба. Прави ревенж трейд. Менува секој ден нова стратегија. Сака пари преку ноќ. И зависен е од допамин. Која е сега разликата помеѓу еден конзистентен трейдер и еден емоционален трейдер? Доста голема разлика, бидејќи конзистентноста и емоционалноста се на сосем различна страна. За да почитуваме правила, треба претходно да имаме напишани правила. За да имаме рутина, претходно треба да ја стекнеме. За да имаме добар ризик менаџмент, треба да се изгориме неколку пати. За да не форсираме трейдови, како што кажавме, треба да гаѓаме снайпер ентри. Прифатете ја загубата како дел од бизнисот, го поновувам по 100 пат, бидејќи трейдот кој удрил во стоп-лос не е загубен трейд. Тоа е само стопиран трейд. Бидејќи не сте биле во моментот во правилна насока, сте го стопирале трейдот со стоп-лос, но подоцна не значи дека нема да влезете во правилната насока и да го покриете истиот. Размислувајте статистички, математички, алгоритмички, бидејќи се на брзата функционира по алгоритам. Немојте да паничите дали сум правилно влезен или не сум, откако ќе се направи трейдот е веќе касно. Затоа секогаш размислувајте пред да влезете во трейд. Емоционалецот брка сетап затоа што сака да направи пари преку ноќ.
се плаши од загубата, па затоа го поместува стоп-лосот. Менува секој ден нова стратегија бидејќи мисли дека неговата не функционира. Зависен е од маркетот. Едноставно, маркетот го смета како непријател. Доколку го сметате маркетот како непријател, секогаш ќе бидете во загуба. Дајте си време, дајте си правилно размислување и дајте си конзистентност, доколку сакате да бидете еден ден професионалец. Вистинската битка е секогаш со себе. Маркетот, како што кажав, не е твој непријател. Непријатели се твоите емоции. Да видиме кој би бил финалниот мајндсет. Запишеме вака. Од денес не размислувај колку ќе заработам денес. Размислувај дали го следев процесот до крај. Дали бев дисциплиниран. Дали имав добар ризик менеджмент. Дали мојот трейд беше валиден. Поставете се ги овие прашања. Одговорете на истите. Бидејќи professional mindset е еднакво на процес mindset. Не се стигнува до професионалец преку еден месец или во рок од 2 месеци. За професионалност во овој бизнис треба да истрчаме долг маратон. А тој маратон е процесот на самиот журнал кој сме го напишале или на самиот наш трейдинг план. Конзистентност не значи секој ден дека мора да имаме профит. Конзистентност значи исти процес, исти ризик, исти правила и стабилно однесување на маркетот. Дури и кога губиме или имаме лош losing streak, маркетот е тежок, а самодовербата ни паѓа. Наше е да го испочитуваме планот до самиот крај. Моќта на малите навики носат масивни резултати. Секој ден мора да правите журнал. Мора да имате преглед на вашиот трейд пред да влезете и откако ќе излезете. Дисциплината од самото снување на чартот па до вашето станување. Немојте да бркате execution. Немојте да бркате пари. Пратете
процес. Ви гарантирам дека за една година, доколку пратите сето тоа, може да стигнете до професионален трейдер или комплетно различен трейдер од каде што се наоѓате сега. Немој да си ги уништувате вашите цели заради еден систем. Доколку го испратите системот до крај, секогаш ќе добиете возврат за тоа. Бидејќи кога се гради еден систем, мора да се гради идентитет и рутина. Затоа секојаш кажете си себе си: јас сум дисциплиниран трейдер. Јас секој ден следам правила. Јас размислувам надолгорочно. И на крај кажете си: јас сум професионалец. Оваа порака е доста битна, бидејќи како го насочувате вашиот мозок да размислува, такви резултати ќе добивате. Финалната вистина за трейдингот е тоа што трейдингот може да ти го промени животот. Може да ти даде слобода. Може да ти даде заработка. Може да ти даде нов животен стил. Но, само ако и ако останеш смирен, дисциплиниран, не се откажеш и продолжиш да учиш. Тогаш трейдингот ќе те награди. Ако изгледавте оваа академија од самиот почеток па до самиот крај, веќе си 90% пред другите луѓе. Затоа што повеќето трейдери кои пробале, се откажале во некоја тешка ситуација, бидејќи немале дисциплина. Немале одлука да останат во нештото. Сакале брзо да успеат. Но ти учеше психологија, научи како се користи правилно ризик менеджмент. Го градиш својот мајндсет секој ден. Остануваш дисциплиниран и градиш конзистентност. Сега имаш подлога. И запомни, маркетот секогаш ќе биде тука. Нема потреба да брзаш, да форсираш трейдови и да се докажуваш колку знаеш. Најбитно е да го следиш твојот процес, да го заштитиш капиталот, да останеш конзистентен и да растеш споро. На крајот, трейдингот не е само скил.
Трейдингот е комплетна трансформација. Од импулсивност до дисциплина. Од емоционалност до смиреност. Од слаб мајндсет до доста јак мајндсет. Идентично исто како што функционира теретаната. Еден ден, ако останеш конзистентен, ќе сватиш дека најголемата победа не биле парите, туку личноста што си постанал додека си ги бркал. Дисциплината креира слобода, а емоцијата, доколку те контролира, ќе бидеш само уништен. Професионалците се потковуваат. Драги студенти, ви благодарам што бевте дел од оваа академија. Со оваа лекција завршуваме комплетно академијата. Знаете и самите, достапна е комплетно на YouTube каналот. Ви благодарам што останавте истрајни до крај и само продолжете да функционирате како и до сега. А ние продолжуваме да се држиме во нашиот затворен круг. Ви посакувам успех, среќа, љубов во животот. Имајте прекрасен викенд, па се гледаме во некое наше наредно видео. Поздрав!